Благодарам на образложението кое што ни беше дадено по однос на овој закон за финансиска инспекција. И тоа што сакам да го кажам на почеток сакам да упатам една благодарност, иако би требало да е нормално ова што ќе го кажам, но после подолго време за прв пат имаме реални закони кои што третираат регулатива на Комисијата за европски прашања. Бидејќи досега сме имале закони кои што биле политички, биле од интерес на одредени групи, поединци и разни актери во извршната власт, но немале никаква допирна точка со европската регулатива, односно не бил наведен изворниот акт кој што се усогласува и се транспонира во македонското законодавство. Овде гледам точно наведена меѓународната регулатива на Европската унија број 910/2014 на Европскиот парламент и Советот од 23 јули 2014 година за електронска идентификација и доверливи услуги за електронски трансакции на внатрешниот пазар и за директивата 199/93 од Европската заедница. И затоа сметам дека ваквите закони и ваквиот тек на седници, кога имаме усвојување со европската регулатива, се конструктивни, се квалитетни, со внимание ги слушаме образложенијата и сакаме да помогнеме истото да стане дел од македонското законодавство, за разлика од други седници, кога се злоупотребува европското знаменце и се девалвира и самото собрание, но се девалвира и углед на Европската унија, затоа што се користи за политички манипулации. Со овој нов закон, колку што јас успеав да сватам, прекинува да важи Законот за финансиска инспекција во јавниот сектор донесен 2013 година. Со новиот закон се предлага подобрување на ефективноста на финансиската инспекција при вршење на контрола на користење на јавни финансиски средства кај субјекти од јавниот сектор. И тука гледам дека се опфатени не само извршната власт, туку и локалната власт и јавни предпријатија и таму каде што државата е доминантен собственик, како и користење на финансиски средства од ЕУ фондовите. Во законот има воведени одредби со кои што се прави дигитализација на постапувањето на финансиската инспекција во комуникација со субјекти од јавен сектор при доставување и прием на писмени акти во форма на електронски документ. Лицата кои во момент финансиски инспектори нема да полагаат испити, ќе добијат нови лиценци со трајна важност. Тука само имам едно прашање за колку лица станува збор. Дали која е бројката на овие финансиски инспектори кои што ќе добијат нови лиценци со трајна важност, бидејќи според закон за стекнување на лиценца има обука која што би траела една година, од кои 3 месеци се теоретска обука, а 9 месеци се пракса, под надзор на веројатно некои од тие што ќе бидат обучувачи. Испитот за стекнување лиценца за финансиски инспектор се состои од општи посебен дел. Лиценцата има трајна важност и по овие нови норми кои што ги предлагате. Финансиските инспектори имаат статус на административни службеници и може да бидат лица кои што е државјани на Република Македонија, да има најмалку 240 поени од областа на економски, организациони или правни науки, да познава англиски, француски или германски јазик, што исто така сметаме добра норма. Се подигаат критериумите да има лиценца за финансиски инспектори и посебни услови според членот 26. И второто прашање што имам е по членот 21 финансиската инспекција се врши, тоа е на крајот, последната би рекол реченица, финансиската инспекција се врши и во случај на поднесена анонимна пријава ако е подкрепена со докази. Зошто сакам да поставам овде дополнително прашање за тоа како ќе се оценува релевантноста на анонимната пријава, иако немам против и таква форма, бидејќи досега забележавме, барем во еден случај, тоа беше во случајот со одредени раководни лица во финансиската полиција, кој што потоа имаше одредени контраверзии и политички случувања,
индициите беа такви што сами вработени или блиски до раководството на финансовата полиција за одредени стопански субјекти кои што не им се, ајде да кажам, симпатични или не исполнуваат некои нивни замислени интереси, сами вработени во службата подготвуваат анонимни представки врз основа на податоци со кои полагаат и потоа самата институција постапува наводно по тие анонимни представки кои се представуваат дека стигнале од непознат доставувач. Затоа сакав да поставам само две прашања. Едното прашање ме интересира тоа што кажав за лиценците, за колкав број на инспектори се работи, кои што од сегашните лиценци нема да полагаат нови и ќе преминат на лиценците од трајна важност. И второ, за членот 21, по однос на анонимните пријави подкрепени со докази, што значи тоа и дали ќе има дополнителен правилник за регулирање на релевантноста на ваквите пријави. Благодарам.